Фондот за здравствено осигурување се оградува од скандалот на онкологија. Поранешните директори на ФЗОМ седнаа на собраниското жешко столче и одговараа на прашањата од власта и опозицијата. Според Орхан Рамадани и Миле Сугарев, фондот работел законски, иако се издвоија неколку забелешки околу работата на клиниката за онкологија. Екс-директорите уверуваат дека ФЗОМ вршел редовни и воредни контроли на онкологија и на останатите клиники и дека биле во редовна комуникација со Министерството за здравство. Од 2017 направено е контрола на условниот буџет во двата наврати. Не е доставен, каде што е констатирано дека не е доставен медицинска документација за аплицирана терапија, бидејќи истата не била аплицирана поради неизвршена набавка. Во 2018 редовна контрола на ДСГ, методологијата, немало забелешки. Во 2019 преставка за рефундација за аплициран лек. Лекот не е на позитивна листа. Пратеникот од ВМРО ДПМН Петар Ристевски го праша Сугарев дали фондот имал информации дека клиниката набавувала лекови без согласност од ФЗОМ. Сугарев не даде конкретен одговор. Дали во фондот имате сознание, сте запознаени дека на оваа клиника за онкологија набавувале лекови без согласност ваша на фондот? И овде сум повикан во анкетна комисија за скандалот на онкологија. Да давам оценка за работата на Министерството за здравство, мислам дека е неумесно од моја страна. Пратеникот од СДСМ Ненад Коцик го праша Сугарев за долговите на клиниката за онкологија. Во 2017 само за онкологија се обезбедени 71 милион денар, за разлика од денес милиарда 320 милиони денари. Значи, по текот на годините 71 милион, 305 милиони, 336 милиони, 481 милион, 681 милион, милиарда 320. Ова е движење 2017-2023. Само онкологија. На денешната анкетна комисија беа поканети Ден Дончев и Стево Крстевски, но не се појавија во собранието. Досега, за скандалот онкологија сведочеа поранешните министри за здравство Венко Филипче и Беким Сали, актуелниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски и јавниот обвинител Љубомир Јовески.